Во детството од малечка патев, страдав, се гневев, зашто во моето семејство имав тежок живот. Мислејќи дека со тоа ќе го решам проблемот, сите тие проблеми, кавги, нељубов, непочит кон мене, ме направија да бидам таква личност како што бев, многу осетлива. Кога ќе ми кажеше некој лош збор, јас многу плачев. Требало, не требало, добро, лошо, арно, јас пак плачев, премногу тага во моето срце. Во мојот живот имав многу подеми и падови. Кога се омажив, со мојот сопруг стекнавме семејство, имам 2 прекрасни сина и тогаш осетив дека треба да живеам за мојот сопруг, за моите деца, за да му посветам внимание нив со љубов, почит и мир во душата. Но од сето тоа, мене нешто ми фалеше во животот. Тоа беше мирот, трпението, спасението, љубовта, која ми фалеше од малечка. Имав проблеми со моите деца, здравствени проблеми. Не бевме вработени. Имавме искушенија, така да ги решававме на таков начин како што знаевме и умеевме. За мир, здравје и радост во семејството одевме во црква, мислејќи дека мирот е таму, че запалевме свеќа, молитви не знаевме, влегувавме и излегувавме, но од сето тоа немавме никаква благодат. Немавме ни мир во душите. Но се случи преокрет во мојот живот. Зачекорив во заедницата сотрудници, слушајќи ги колку топло и искрено се молат, со каква љубов во срцата, со каква милост во душата, мене тоа сето ме воодушеви. И тогаш за прв пат разбрав дека Господ Исус Христос, кој го положи, кој се даде на крстот за нас грешните, е вистински и жив Бог. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што ме прими во заедницата сотрудници, каде што ти го предадов срцето тебе и продолжив да ти се молам на жив и вистински Бог. Тоа го сознав со читањето на Библијата, со слушањето на Радио Свети Дух Македонија, пошто таму има многу добри молитви, поуки, се чита Библија, песни излезени во дух и вистина. И најсвето Исусе Христе, ти благодарам за се што направи во мојот живот. Ми го смири срцето, Исусе, ме смири мене, го смири моето семејство. Благодарна ти сум што и мојот сопруг зачекори во оваа заедница сотрудници, мили Исусе. Направи чудо ти во нашиот живот, татко мој. Направи да се чувствувам исполнета, радосна, да немам грижи, зашто сите грижи ти ги предадов тебе, зашто имав искушенија, имав многу болки во ногата. Кога зачекори во Исус, ми потекуваше ногата, ме спречуваше лукавиот да одам на работа, да си ги обавувам работните задачи.
Исто така, едниот син со снашката заминаја во странство и имаше под окото лојна жлезда. До многу пати му велеа дека треба да се прави операција, но мене тоа ми беше многу не знам како да кажам, пошто беше под окото тука. Ми беше страв, едноставно ми беше страв, зашто докторите велеа дека тука се очните канали, никој не се нафати за операција. Слава на Исус, кога отидоја во странство, докторката што требаше да го оперира, му кажа дека треба да земи некоја маст и да почне да го мачка окото. Верувајте луѓе дека 3-4 дена од кога почна да се мачка со таа маст, а јас постојано и мојот сопруг во молитва со моите сотрудници, масното ткиво собра гној и како снашката му го стегаше, прскаше крв и гној. Тоа беше сето моje неверие во душата. Слава ти, мили Исусе Христе, што го направи исцелувањето. Ти благодарам, татко мој, што и мене ме исцели, да бидам здрава личност, зашто и јас имав многу тешки операции. Излегов од долина на сенка смртна, благодарение на тебе, мили Исусе. Затоа сакам да те славам, да ти пеам, да те слушам и да го слушам радиото Свети Дух Македонија, зашто тоа ни дава мир, спокој во душите, има поуки, се чита Библија, има завети и се што е од тебе, мили Исусе Христе. Ти благодарам, татко наш, што ме извлече од сето ова, што ми ги смири болките. Имав многу напади на кичмата, на грбот, Исусе. Во молитва ти ме исцелуваше. И се уште ти се молам, мили Исусе Христе. Се молам и за нашите предци, за моите, за од сопругот, за нивните предци, мили Исусе Христе, кои починале и не се покајале, за да му биде простено, а да ни биде простено и нас. Зашто ти си рекол, мили Исусе Христе, крвта ваша на главите ваши, запишано е. А тоа што значи? Тоа значи дека ако вие се немате покаено пред Исуса Христа, гревовите ги оставате на вашите деца. Но јас не сакам, мили Исусе, гревовите да ги оставам на моите деца и затоа фала ти и слава ти, клекнав пред твоите семојчни нозе, згазнато е се под стапалата твој, мили Исусе, секој гнев, секој грев мој и од сопругот, мили Исусе Христе, го покајавме за да ни биде простено. Ти благодарам, најмили Исусе Христе, за се што правиш во нашиот живот, зашто ти го даде животот на крстот за нас грешните. Ти се даде комплетно за нас, мили Исусе Христе, и само ти си достоен за величие и за слава, татко мој небесен. Јас сум Ане,